Да, Дилимитов, заврши средбата помеѓу оризарите и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски овде во Кочанското село Подлог. Тие уште еднаш се пожалија на лошите земјоделски политики и побараа помош од нив. Вечерва наш гостин во студиото, односно на линк, е председателот Мицковски, кој ќе каже со што најчесто, односно кои се проблемите кои оризарите им ги посочија вечерва. Да, жешко е под августовското сонце, блескаат само Зоран Заев и малкумина околу него во удобните климатизирани канцеларии во владата на Република Македонија. Оризарите денеска со нас, со ВМРО ДПМН, ја споделија нивната мака, разговаравме за проблемите со кои што се соочуваат, но оние реалните проблеми, не оние замислените кои што ги слушаме од устата на премиерот, од устата на министерот за земјоделие и сегашниот, но и претходниот кој што избега во партиското седиште на СДСМ. Оризо производителите се пожалија на сите неисполнети ветувања, се пожалија на сето она со кое што се соочуваат, представува голем и акутен проблем во нивното работење. Тука пред се ги посочија оние ветувања кои што беа давани за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, локалните избори од 2017 година, кога за 30% повеќе од што е реалната сега откупна цена на оризот им била ветувана од страна на премиерот, од страна на високите представници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Потоа тука ја спомена се уште неисплатената поддршка од 5 денари за минатата реколта, иако беше ветена, иако пратениците на ВМРО ДПМН како пратеничко прашање го поставија во парламентот уште во мај месец и беше одговорено дека во јуни месец ќе биде исплатена. Знаме дека август месец завршува, нити е исплатена, нити пак имаат абер, ги лажат луѓето дека наводно со ребалансот на буџетот истата таа мерка ќе била исплатена, но и во тоа не веруваат, бидејќи навистина тие средства им беа потребни тогаш кога им беа потребни. Тука се проблемите со системот за наводнување, тука се проблемите со семенскиот материјал, пестицидите, но и она што исто така представува генерален проблем е тоа што луѓето се веќе толку разочарени што дури се закануваат со радикални чекори, а тоа е воопшто да не ги посадат нивите, односно нивите и пињата да останат непосадени. Така што јас би заклучил како крај од оваа средба дека ВМРО ДПМН е со земјоделците, ВМРО ДПМН застанува за земјоделците и нивните маки и ВМРО ДПМН секогаш ќе ја поддржува земјоделската политика како што тоа беше така ќе биде и во иднината. Она што ќе кажам сосема на крај е она што кажав и на почеток. Да се провериме дали блескаме, дали навистина блеска Зоран Заев или пак блеска маката на земјоделците и граѓаните на Република Македонија наспроти целокупниот оној јат и чемер кој што владее во Република Македонија. Единствен начин да ја провериме дали блеска Зоран Заев и неговите политики или тоа што ние денеска го говориме, е веднаш да се охрабрат Зоран Заев и групата околу него, да организираат предвремени парламентарни избори, па да слушнеме одговорот на народот. Од ова што јас овие денови што поминав повеќе од 1000 километри, можам да заклучам дека не само што не блескаме, туку ќе биде жесток одговорот на народот по Социјалдемократскиот сојуз. Така, споменавте дека деновиве сте поминале околу 1000 километри, вечерва сте во Кочани, вчера бевте во Берово, Пробиштип, Крива Паланка, на што најмногу се жалат граѓаните во државата? Да, на крајот летото така ќе продолжи јесента, започнавме од Радовиш, продолживме вчера во Берово, од таму се спуштивме во Каменица, од Каменица Пробиштип, завршивме во Крива Паланка, денеска сме овдека во Кочани, утре продолжуваме во Штип. Ова ќе продолжи насекаде во Македонија и во текот на есента. Поминавме за 2 дена, повеќе од 1000 километри. Единствено нешто што можам да заклучам е дека блеска маката на земјоделците, маката на граѓаните, реалните проблеми кои што ги тиштат, луѓето се разочарани, луѓето се депримирани, иселувањето е огромно, иселувањето е масовно, Македонија се празни, без перспективност и наистина можам да заклучам дека веднаш после предвремените парламентарни избори не чекаат многу непроспиени, но крвава работа за да можеме да го надополниме сето она што оваа влада на СДСМ опустоши и го пустоши веќе трета година поред. Така, премиерот Зоран Заев вели дека ова е економска година. Вие што мислите? Кои се вашите очекувања, вашите размислувања за годинава?
доколку го слушате премиерот Зоран Заев, ги слушате луѓето околу него, секоја година е економска година, но секоја година на крајот од годината гледаме катастрофални, јас би рекол катаклизмични резултати. Ако ги погледате сите параметри кои што се од почетокот на годината до ден денеска, ќе видите дека оваа година е се само не е економска година. Она што исто така наговестува дека нема да биде економска година, практично се и капиталните инвестиции кои што пред некој ден и официјално излегува. Гледате дека тие се наоѓаат на отприлика четвртина од предвидената реализација од почетокот на годината, односно некаде заклучно со јули месец 24,5%, но тоа што повеќе не загрижува е што дефицитот, односно планот на државата да потроши повеќе, а да собере помалку, е според планот. Тоа не води кон заклучокот дека државата ги собира парите од бизнисот, ги собира парите од граѓаните, но тие не ги троши за развој на државата, туку ги троши за да ги поправи грешките во политиките и други трансфери, за да може да купи социјален мир. Тоа на краток рок во неколку месеци може да даде резултат, но на среден и на долг рок е поразително и ја води Македонија кон ново должничко грчко сценарио. Така што јас би сумирал дека оваа година не само што нема да биде економска година, туку ќе биде катастрофална по економијата. Тоа веќе се гледа по индустриското производство, кое што тоне од месец во месец. Еве утре ги очекуваме податоците за месец јули, да видиме како ќе започне третиот квартал. Следува на почетокот на месец септември и бројката за бруто домашниот производ од вториот квартал. Јас би сакал да ги видам оние насмеани лица на Зоран Заев и Кочо Ангјуев, но мислам дека ќе немаат храброст да се соочат со ноинарите и да бидат така насмеани и весели како што тоа го правеа во првиот квартал, кој што го споредуваа со катастрофалниот прв квартал од минатата година. Вториот квартал ќе биде очен, но истата ситуација ќе продолжи во третиот и во четвртиот квартал. Економските политики доживуваат фиаско, посебно со тоа што гледаме дека во очи и немок се предложуваат кадровски решенија кои што никогаш во животот немале поголем потфат од некоја подпросечна економска активност на ниво на некое локално гранапче, би рекол. Така што вистина сум разочаран затоа што по било која цена се обидуваат да се задржат до привилегиите за тие пусти пари и таа пуста власт, а не ги гледаат интересите на граѓаните и не водат сметка да понудат реални решенија кои што би биле решенија за реалните проблеми на граѓаните. ВМРО ДПМН се обидува со честен пристап да ги слушне сите проблеми на граѓаните, врз основа на тие проблеми да понудиме и решенија, затоа што после ова економско цунами и политичко фиаско што се случува веќе трета година поред во Република Македонија, загрижен сум дека следната влада или владата после таа, доколку не го коригираат, загрижен сум дека можеби ќе нема друга шанса за Република Македонија. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам. Студио.